Што представува Велики петок? Велики петок е всушност денот во кој што христијаните најскрушено се однесуваат и пребиваат во текот на деноноќието, затоа што тоа е денот кога се случува погребението Христово. Имено утрото на богослужението, по исчитувањето на така наречените царски часови, на другите служби кои што следат, ние во гробот, оној епитаф символично кој што се поставува на средината на храмот, ја положуваме едно парче ткаенина, кое што е наречено плаштаница, на кое што е изобразено, насликано, извезено телото, упокоеното тело Христово, а околу него се апостолот Јован Богослов, Богородица, жените мироносици, Јосиф од Ариматеја и Никодим, единствените што останаа со Христос и кои што го подготвуваат телото Христово за погребение според старозаветниот обичај. Откако ќе се положи во гробот, откако ние символично и действително би рекол ќе го погребеме Христос, тогаш сите преку целиот ден пристапуваме кон поклонување на плаштаницата, целивајќи ја плаштаницата. И затоа во овој ден е особено важно верниците да знаат дека во црквата се доаѓа заради целивање на телото Христово, како наше би рекол опростување, со упокоениот, односно оној кој што за нас се принесе за жртва, тоа опростување воедно и благодарност, а не се доаѓа заради она протнување под гробот, односно епитафот, кој што всушност и нема никаква смисла. Ние тогаш го запечатуваме гробот, односно епитафот, па како би можеле да поминуваме низ запечатен гроб. Значи, смислата на доаѓањето на Велики петок во црквата покрај стоењето на богослуженијата е поклонување пред плаштаницата на кое што е изобразено телото Христово и целивањето на телото Христово. Кои се обичаите што се случуваат во црквите и од колку часот започнуваат токму на Велики петок? Обично утринската служба е од кај 7, односно 8 часот, сега оваа година со оглед на околностите, ќе биде објавено кога ќе почнат богослуженијата, но на овој ден нема литургија, затоа што е таков по својата смисла и по својата содржина, и верниците доаѓаат за да присуствуваат на самиот чин на погребение на Христос и за да може да се поклонат на плаштаницата. Во попладневните, односно вечерните часови, повторно се прави една подолга служба, така наречено бдение, во кој што ние преку пеењето или читањето на погребните статии го оплакуваме Христос, потоа го зимаме телото, обиколуваме околу црквата 3 пати, повторно ја враќаме плаштаницата, и така ја оставаме се до воскресението Христово. Доколку граѓаните не се во можност да ги посетат црквите поради околностите, дали е тоа погрешно? Секако дека не е погрешно, спецификите на овој период се такви, така што ништо нема да ни се одземе, нема тоа да ни се смета за никаква грешка или за никаков греф. Но бидејќи цел ден ќе биде истакната плаштаницата, сепак ние ги советуваме верниците, не групирајќи се, да доаѓаат и да пристапуваат во редот кој што ќе го спроведе во тие денови црквата, да се поклонат на плаштаницата. Сепак, доколку пројавуваат волја за такво нешто. Доколку некој сака да си го прослави или да му даде до значение на овој празник од дома, дали е тоа возможно и ако е возможно како? Знаете дека ние вршиме пренос на богослуженијата, на YouTube има канал, особено од Бигорскиот манастир, каде што се многу торжествени богослуженијата во овој период и воопшто низ текот на годината, така може да се вклучиме на тој канал и да ги следиме, би рекол, во пренос богослуженијата кои што се вршат. Тоа не е исто како да учествуваме, но сепак оваа прилика која што ја овозможи Македонската православна црква е на некој начин утеха за оние кои што се во изолација, самоизолација, кои што се немотни, кои што се плашат да се движат, кои што сакаат во целосете да ги почитуваат мерките кои што ги пропишуваат надлежните, можат од дома да го следат богослужението, на некој начин учествувајќи во него преку својата молитва која што ќе ја принесуваат.